Неколку стотина граѓани од соседна Албанија секоја година се лекуваат во болниците покрај Охридското езеро. Станува збор за пациенти кои доаѓаат од поблиските градови на Охрид и Струга. Тие ги користат услугите на трите специјализирани здравствени институции за дијализа, за ортопедија и травматологија и Центарот за кардиоваскуларни заболувања, но и на двете општи болници. Имаме пациенти од Албанија кои што доаѓаат, значи, и за амбулански прегледи и за интервентни, значи, кардиолошки процедури. Меѓутоа има и интерес кај голем дел од пациенти од Албанија и од Косово кои што ги бараат нашите услуги во делот на рехабилитацијата. Во овој центар околу 400 пациенти од Албанија годишно доаѓаат за прегледи во амбулантскиот одел, додека за оперативни зафати околу 100. Некои сметаат дека поради се што поседува, Охрид има идеални услови да го развива здравствениот туризам, но ти се потребни и државни мерки. Можности за развој на здравствен туризам секако дека постојат многу, меѓутоа тоа подразбира, меѓу другото, и промена на законската регулатива во делот на покривање на трошоците на пациентите кои се третираат во друга држава. Тоа подразбира пакети на услуги кои што од една страна се акредитирани во Република Македонија, така и во нашата болница, и кои што на некој начин би биле прифатливи за оној кој ги плаќа здравствените услуги. Дали тоа ќе биде фонд за здравствено осигурување како државен фонд или приватна осигурителна компанија. Сасега единствено во Центарот за дијализа во Струга пациенти од Албанија се лекуваат под исти услови како и македонските граѓани. Овде доаѓаат и пациенти од Косово и Србија. Република Северна Македонија има договор со Република Албанија за 20 пациенти на дијализа за која што нас ни плаќа Министерството за здравство. Поповски додава дека иако во минатото бил поголем бројот на пациенти од Албанија, сепак се задоволни од вкупната бројка која доаѓа од оваа држава. Ние имаме околу 120 пациенти редовно, а во лето и до 170. Бакрачевски вели дека Охрид и Струга треба да ја искористат близината со многу места во Албанија, на која Тирана вели им е подалечна, и да привлечат што е можно повеќе пациенти од таму, бидејќи вели некои од здравствените гранки таму се уште се недоволно развиени. За поголем проток на пациенти, велат лекарите, потребна е промена на законската регулатива и потпишување на меѓудржавен договор. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.